Здраво, здраво на сите, добре дојавте во новото издание на подкастот Пресинг на порталот Екипа МК. Ново издание, нови соговорници, за прв пат две дами во нашата емисија, навистина две ракометарки кои што одбележа детството на мојата генерација, пред сега верувам и најубавите години во македонскиот спорт во нашата држава. Кометол Ѓорче Петров беше проект кој што не верувам дека ќе се повтори во нашата земја на еден начин, буквално во секој град да се навива за него, бидејќи поради ривалствата кои што ги имаат сите клубови, не верувам дека повторно ќе има една таква група на спортисти кои што навистина ќе бидат почитувани и ќе се најава за нив во целиот дел на Македонија. Со мене денеска еден од најдобрите, веројатно, десни бекови во историјата на ракометот, Индира Кастратовиќ, и најдобрата македонска голманка во историјата, Гордана Нацева. Добре дојдовте двете и навистина ми е чест што сум меѓу две дами денеска. Добро ве најдовме и благодариме на поканата. Наше е задоволството да гостуваме во подкастот. На самиот старт да се вратиме на најубавите години во вашата кариера и таа 2002 година освојувањето на титулата на кометол Ѓорче Петров, долго очекувана, ќе речам, не само ќе вас и кај најувачите поради сите работи што се случуваа претходно. Денеска, после 24 години, кога ќе се потсетите на таа вечер во Скопје, што е прво што ви доаѓа? Среќа, неизмерна среќа. Не само за нас, него, како што кажа и сам, за цела Македонија. Тоа е не само 2002, јас би кажала дека ние имавме еден голем процес да стигнеме до 2002 година и мислам дека склоп на луѓето што се најдоа во тој момент тука, девојки, стручен штаб, управа, мислам дека се правеше нешто долги, што кажате и сам, долги низ години да би дошло до 2002 година. Мислам дека треба да бидеме среќни и поносни што сме били дел од тоа и што тај ден нема никогаш да го заборавиме. Гордана? Јас мислам дека тоа е едно уникатно чувство, кога во тоа што го работиш стануваш најдобар во Европа. Макотрпно беше да се стигне до тоа, но навистина имавме пред себе поставено таква цел да бидеме европски шампион. Имавме исто така управа која ја имаше истата таа цел како и ние. И на 19.5.2002 успеавме да станеме европски шампиони. Велат еднаш шампион, секогаш шампион, навистина така чувствувам. Фала му на Бога што бев дел од таа екипа, што сето тоа не се случи во нашето Скопје. Сега форматот е друг, Final Four, станува шампион во Будимпешта, но тогаш не се случи во нашето Кале. Отидовме пред нашите луѓе на плоштад. Но пак ќе речам, спортот бара жртва, спортот бара посветеност. Ние ова го од 1994 година го имавме како цел. Имавме големи падови, имавме една година абстиниравме поради казна од ЕХФ, но сето тоа го надминавме и навистина најсветлиот момент во клубската историја воопшто во сите спортови, мислам дека е таа шампионска титула и сега гледам колку е важно тоа што тогаш сме станале шампиони. Тоа добар се да ве прашам и двете ме интересираат. Во тој период релативно млади сте, се иде од ден за ден, еуфоријата е тука, не сваќате. После толку години кога ќе седнете вака на маси, кога ќе разговарате, сваќате ли што всушност сте направиле? Голема радост е што ние што сме тука во Македонија и ден денеска се собираме кога можеме и што и нормално дека секогаш се тука сеќавања на тие денови, на убави денови, на успони што вика Гоца, на падови, али секогаш наоѓаме да кажам едно секогаш се сами запрашуваме што се случи и секогаш сме среќни што сме ние били делови, jer сега после толку години гледаме дека тогаш ние што го направивме тоа нема до ден денеска никој нема направено. Јас се надевам дека ќе има и ние секогаш се трудиме да ете и двете сме во спортот да некој направи такво нешто, да види Македонија што е тоа, jer мислам дека тоа е стварно нешто незаборавно. Да, збориме за женска конкуренција, нели Вардар стана во наш, женска инаку. Збору
Гордана го спомена тоа дека тогаш се играше дома гости, немаше веќе Final Four. Се изгубили со Final Four малку таа, не знам, мистичност да ја кажам во надпреварите, со полни сали на домашен терен, јас се сеќам, знам и Будучност беше една од последните години кога игра така, кога освоја, преполно беше во Подгорица. Дали се изгуби со тоа што некако премногу голема сала во која што само унгарците некако може да имаат своји навивачи да ја наполнат салата. Дали тука со тие нови правила и со Final Four кој веројатно носи поголеми финансии за ЕХФ и за се, но дали се изгуби некако таа мистичност, ќе речам, на целиот начин на финални надпревари да, во пред да раковите? одговорам на ова прашање, сакам на претходното да се надоврзам дека тоа што го направивме пред 24 години, замислете колку е тоа важно кога по 23 години тој успех државата ни го валоризираше и ни додели национални спортски признанија по толку години. Значи тоа е успех кој можеби неправедно сме биле изоставени за бидејќи националното спортско признание е највисокото признание кое може да го добие еден спортист во сопствената држава. И после 23 години ние успеавме, односно владата ни го додели тоа признание, за што сме многу благодарни и знаете, во тој момент чувствуваш дека некој го цени и го почитува направениот успех. И покрај тоа што толку години поминаа. А сето тоа е основа или да речам мотив и потик на спортистите кои се веќе млади, вклучени во тренажниот процес, во надпреварачкиот процес, во младински репрезентации, да знаат дека високите цели во спортот секогаш прво се лична сатисфакција за градот, за државата, така за семејството, така да сакав да го споменам ова бидејќи навистина не направија срекни минатата година кога ги добивме овие национални спортски признанија, целиот наш клуб кој беше европски шампион. Во однос на форматот на Final Four, моето мислење е дека жените подоцна од мажите во Европа добија Final Four и се стремеа, бидејќи искуството покажуваше дека тоа е извонредна промоција, тие 2 дена викенд, дека е извонредна промоција на спортот, бидејќи истото се случува во кошарката, ракометот сакаше да го следи тоа. Мислам дека од аспект на ЕХФ тоа им се исплати. И тоа е нешто што они добија голем бенефит во однос на тие два Final Four, значи салите се распродадени многу одамна, но во однос на спортистите би рекла дека секогаш сакам да играм на домашен терен реваншот, затоа што мотивацијата е поинаква кога се игра дома, го вадиш максимумот, не дека тогаш нема мотивација, но едноставно те понесува публиката. А во однос на тоа дека постојано се играат сега мислам дека ЕХФ го продолжи договорот со Будимпешта, тоа значи дека автоматски унгарските клубови се фаворизирани. Никогаш не можеш да однесеш толку публика и да дојде колку што можат унгарците да дојдат и да дадат подршка. Така да мислам дека женските клубови во тој смисол се малку не оштетени, туку би кажала треба дупло повеќе да вложиш за да бидеш европски шампион во една таков амбиент каде што секогаш унгарските клубови се домакини. Дали ќе беше исто ако место во Крале се играше против Херцтова финале во Будимпешта на еден Final Four тур? Мислам дека нема да биде исто за цела Македонија. Затоа што тоа чувство што го ние осетивме тука кога победивме во Кале, кога отидовме на плоштад, кога луѓето не чека 2 сата после надпревар, кога почна да врне, никој не одеше. Значи тоа е нешто што не може да се случи во Будимпешта. Нема тај осет, не знам, тоа е посебно чувство. Ти доаѓаш во Скопје, нашиот народ ќе излезе да го прослави победникот и победата. Сигурна сум во тоа и го покажа македонскиот народ дека ги слави победите во спортот. Но тоа е сето по 24-48 часа од тоа. А ова ние дојдовме веднаш по надпреварот. Практично по надпреварот и навистина и сега кога зборуваме јас се сеќам како беше се.
Јас се сеќавам од моментот кога дојдовме, кога тргнавме од Од средноводно, не од средноводно, во карантин бевме. Да, за надпреварот. Не, тој ден што беше, што излезе и документарната емисија Денот. Значи, од моментот, вистина беше тоа така. Ние бевме во карантин во средноводно, па по улиците беа празни кога доаѓавме, а салата полна. Значи, велат луѓе дека по салата била полна 2 часа пред надпреварот. Ние загревањето го правевме во полна сала. Не се дишеше, беше топол ден, се сеќам, во мај. Така да реков, сега е моментот или никогаш. Затоа што ние претходно имавме со Хип, да. легендарното финале. Да, тие дојдоа со чартер лет од Ференцварош, значи имаа само попладневен одмор и рачунаа дека ќе бидат шампиони, но на вистина со голема борбеност, со мотивираност бевме добро спремни и мораше тогаш да се стане шампиони. На вистина успеавме да го направиме тоа што беше наша врвна цел и круна на сите на кариерата на сите играчи. Го спомена Индира Дождот, баш добро се сеќам, бев ја на плоштад про дете во тоа време. Остана уште од тогаш се уште и после толку големи муабети дека откако почна Дождот, почна и головите, таа разлика од 5-6 скоро отиде кога се направи со шрагувата, со се и некако останува како еден убав ден. Рече дека се сеќаваш на тој ден. Што се случуваше пред мечот? Рече дека тргнавте, како беше кога станавте од Савеле, кога се разбудивте? Верувавте ли дека можете да дојдете до титулата, бидејќи стварно долги години се чекаше покрај сите порази, покрај сите разочарувања? Нешто од тој ден и нешто, има ли некоја интересна анекдота која што уште се сеќавате кога ќе се соберете? Абе, нормално секогаш има анекдоти, мислам. Ние тогаш немаше некоја анекдота затоа што бевме сите фокусирани на тоа. Дека мора да мора. Не би се бавили со спортот да не сакаме да победиме и да не сакаме да бидеме шампиони, да правиме големи успеси, али никогаш нема да заборавам спуштање у комби, кога сите кај нас у комби секогаш или се пее, или се зборува, или жени кога се куп на едно место, не може тоа да биде мир, али тој ден стварно беше мир. Секој беше фокусиран со своите некои мисли. Се сеќавам Лариса со слушалки, другите спуштени глави, третите веќе размислуваш, веќе си влезен во надпревар, веќе викаш и самите мисли дај Боже да победи, не дај Боже нешто да се случи, да не ги разочараме луѓето, затоа што не само тој ден него осетивме, недела дена ние осетивме што се случува во Македонија, како луѓето живеат за тој ден. И онда моментот не на страв, него да не ги разочараме. И нив, а и нас, и управа, и сите. Тоа се некои чувства, мене ми сега доаѓаат солзи на очи, затоа што вика Гоца, се враќам на тој ден. Стварно е ден кој никогаш во животот нема да го заборави. Па, да, сега имаше од будењето на кога не будат за доручек до гледањето на видео, до слободното време, до прошетката. Председателот дојде и собственикот има навистина инспиративен говор во една од собите, се собравме и ни даде исто Дизи, сопругата на председател на собственикот на клубот, значи ни дадоа една неверојатна поддршка, живеевме како фамилија. Јас ќе речам дека ние го направивме успехот затоа што имавме неверојатно добра атмосфера, веќе бевме зрели играчи, каде што сакаш да го направиш тој успех, а од друга страна имавме исклучително добра поддршка од јавност и од публиката. Значи, го чувствувавме тоа. И мислам дека дојде моментот, се поклопија сите коцки во мозаикот да станеме шампиони. Не знам како да речам, јас бев со Индира, со Лариса во соба, ние не зборувавме по 2 сата, ништо, само еднаш ме праша ќе победиме ли, и јас пред да излезем и реков па секако дека ќе победиме. Имаше ли притисок трема, сигурно? Чувствувавте ли горен притисок, као не знам, цел притисок на цела држава да е на вашите плики?
Тој е и позитивен притисок. Вика трема. Трема само треба да се вклопиш со таа трема и да биде позитивна трема и да биде нормално е све што работиме има трема. Ја и денеска кога доаѓам на интервју не трема, него за нас е дај на терен ќе изиграме, не ми е полесно ми е да изиграм надпревар, него да седам тука со вас и да правам муабет, пошто секогаш размислуваш што ќе биде, како ќе биде. И нормално и тој ден дека беше трема и притисок, јас и ти кажав и пред тоа, дека позитивен притисок, ама и притисок да не ги разочараме луѓето, затоа што стварно цела Македонија беше уз нас. Сите, од 7 до 77, што викат, тоа го осеќавме и нормално е кога искочивме на терен, што Гоца кажа, полна сала беше. Вие не знаете какво е тоа чувство кога ќе излезеш на терен, кога не слушаш некого поред себе, кога си сконцентриран, што сопругот мој Зоран има, знае да каже ти кога ќе излезеш на терен и да те прашуваат како се викаш, ти више не знаеш, пошто тоа е нешто што треба да го осети секој и тоа само спортиста, ово што зборуваме, само спортиста знае што значи тоа. Да, тој притисок постои, бидејќи влогот беше преголем и постоеше притисок, дефинитивно, но справувањето со тој притисок ги двои шампионите од тие што не успеале тоа да го постигнат. Значи имаше многу подобри играчи од нас и подобри тимови од нас, но не станаа шампиони. Низ годините знам дека многу супер играчи во женска конкуренција немаат шампионска титула како што имаме ние. Така да успеавме да се справиме со тој притисок, затоа што и Кале беше, зашто ја вика и неосвојлива тврдина во Европа, затоа што тешко беше на Кале да се победи. Тоа ни даваше ветер во грб дека нема шанси во Кале ние да изгубиме. Таква публика, значи ние имавме публика која е како фудбалска публика. Значи ние и точно чувствуваше кога не ни оди дека ќе ни ја дадат поддршката. Од друг аспект ни одеше во прилог добриот резултат во Будимпешта. Ние имавме два разлика, мислам, малку примени голови, така да сето тоа одеше во насока дека ние имаме реални шанси, не само теоретски, туку имаме реални шанси. Противникот, ако сакаше да стане шампион, требаше многу поубедливо таму да не победи и да ни отежни работата. Но тие два гола разлика, реков, мора да се победи сега. Бидејќи во полуфиналето изгубивме многу повеќе од Ларвик, успеавме да ги стигнеме во Скопје. Тоа беше супер тежок надпревар. Но, така сакало да биде, да ние станеме шампиони во сопствениот град, во сопствената држава и еднаш за секогаш. Кога сме кај истирање разликите, баш го спомена Ларвик 7-8 разлика, ако не се лажам, тој прв надпревар и тука почна со некој 9-1, 9-0, не знам више, 9-1, буквално така почна надпреварот. Како се пронаоѓа таа сила во тие моменти, како да ги фати? Дали доаѓа и до некој страв, ајде други времења, ама не знам, страв кога ќе влезат во Кале противниците, кога ќе видат сето тоа, јас верувам дека капацитетот секогаш бил многу повеќе од тоа што е дозволено. Они направија една грешка, Ларвик направи една грешка и то дојде до нас. То соблекувална наша, кога дојде некој и ни кажа да знаете, они веќе резервираа хотел, веќе резервираа авион за Подгорица, пошто мислеа дека под будучност и они ќе играат финал. На крај ни они ни будучност. И веќе си закажа журка во дискотека вечер во Скопје. Дали то некој намерно ни кажа или нешто, али сега ќе видат. Ние спортисти сме такви, кај нас мора да има мотив, мора да има, пак ќе кажам, не би се бавили со спортот да не сме борци. Јер ние кога ти е најтешко, ти се креваш највисоко и покажуваш оно што го знаеш најдобро. Мислам дека тој ден, ние викаме цело време финале, али мислам дека клучен меч беше и со Ларвик, да се од 7, кога беше неверојатно 9-1, кога ја мислам дека ни они сами, ани ние не верувавме во таквото нешто, али со желба, пак се навраќам дека бевме сите како еден, ние бевме фамилија, еден играч не се истакнуваше, него некако сите дававме, дали на еден надпревар, една на друга, секогаш се затваравме, се поклопувавме, се правевме како фамилија, како една. И мислам дека тоа е успех најголем. На надпреварот таму исто имаше неверојатна атмосфера во Ларвик. Значи,
толку голем притисок од публиката, слично како во Скопје. Значи, ние таму имавме лоша партија. А ке рече некои скандинавците посмирени биле. Не. Се сеќаваш Да, како ама и имаше- они сакат. Не, тоа беше исто они сакат така. ракомет. Сала од типот како нашето Кале не беше преголема. Градот е мал, сите живеат за тој надпревар, има традиција Ларвик и ние навистина имаше неверојатен притисок од публиката. Ние на тој надпревар не го дадовме нашиот максимум. Но освен таа мотивација што беше и добриот старт, ние се подготвувавме многу добро за секој надпревар. Тактички. Некоја математика беше 3-4 прво полувреме и второ полувреме да бркаме 7. Значи, голема е разликата во ракометот 7 голови. Посебно во тој тоа период, време. кога не се постигнува, не беше толку динамичен како што е сега. Но таа ни беше, имавме, мислам, тренерот беше и добар тактичар, се подготвувавме, работевме на грешките во текот на неделата, мал е периодот кога треба да се подготвиш. Одбраната ја стегнавме, така да мислам дека сето тоа што се склопи, мотивацијата и добрата тактичка подготвеност, трпението, затоа што не е лесно да бркаш. Они ќе дадат еден гол, веќе разликата не е 7, него е 8. Ќе дадат 2 гола, веќе е 9 ако не ги стигнеш. Така да мислам дека сето тоа успеа да ни овозможни добро да го стартуваме надпреварот, таа подготовка пред надпреварот. И секако публиката, мотивацијата, која публиката секогаш не беше наш осми играч на терен. После тој пораз во Ларвик, имаше некој што уште веруваше дека може да победи. Некако таа сезона како да беше предодредено Крометал да стане шампион, не знам, беше и песната направена Крометал шампион и се беше некако сите чекаа дека Крометал мора на крајот да биде шампион, но после тој прв пораз не верувам дека беше така. Ке вас во тим верувавте уште дека можете да? Апсолутно. Дека можеме. Затоа викам ја, спортиста е подруго. Ние никогаш не се откажуваме. Ние секогаш веруваме. Нормално дека беше разочарување, 7 разлика, па викаш, што вика Гоца, како ќе стигнеме, дали ќе стигнеме. Али некако имаше некоја хемија, нешто верување некоја. Ниједна од ракометарки не кажа, нема шанси. Што викаш ти, таа година некако беше предодредена, не знам. Мене ми тогаш пукна мускул на раката, али јас ни у еден момент не помисливме дека нема да се игра, дека тоа мора и тоа е тоа. Мислам, не се размислуваше леле што ќе биде, како ќе биде. Не, искачеме, правиме и така што не знам, така мене чувство некое даваше дека ние можеме и дека мораме. Голем резултат не се постигнува лесно. Во сите спортови следам и фудбал, Лига на шампиони, и кошарка, еве сега во последно време ме интересира овие што се Евролигата. Немаш ти без тежок надпревар или без некој изненадување да направиш голем резултат. Кога си отпишан или во Final Four секогаш има еден клуб кој ќе направи изненадување. Веспрем не може да стигне до европска титула, А вложува толку години вложува. Така да мислам дека тој надпревар што можеби требаше да биде финале да го бркаме во 7 гола да стигнуваме, се случи во нашето полуфинал. И кога го поминавме тоа, веќе беа сите карти отворени за нас. Вие рековте дека и Херц биле убедени дека ќе освојат титулата, ве подценуваат другите клубови во тоа време. Мене малку ми делува како нереално тоа, ете и Ларвик муабетот дека веќе биле сигурни дека идат понатаму, бидејќи Крометал не беше една сезона, па сега се појави, па ајде некако стигна до полуфинале, финале прв пат, тоа беа години квалитетни надпревари. Не немаше во Европа. Ама веројатно ракометарките се тие плюс додеа Луминица, Дину сега. Да, али кога не играш прави надпревари, кога немаш добри надпревари То си година првенството дена, помал квалитет него. Не е исто. Никогаш не подценува, да бидеме начисто, али 7 разлика, секој ќе каже одиме таму 7 разлика, они се добри, не се они аутсайдери, мислеа дека така е нивно размислување, они не знаеа кај доаѓа и како ќе биде. Али и Ференцварош, Херц мислеше
И они изиграа добро кај себе. Беше 2 разлика, али они беа толку убедени дека можат и нормално е. Можда и ние да сме победили 2 разлики и да одиме некаде ќе кажеме ќе биде. Само спортисти секогаш веруваат. Не подценува. Ја немам тоа. Само да дополнам дека ние не ги победивме нив со голема разлика. Пак испадна 4 на крај. 4, значи. Ама добро, стигне на време до 6-7, така па се намали така после. беше, да, но мислам дека подценувањето во спортот секогаш се удира од глава на тој што подценува. Така да и Ларвик доколку не подценил му се случи тоа и сме имали милион ситуации од помали лиги до врвен спорт кај што ако не влезеш сериозно во надпреварот После враќање нема враќање, но со 9-1 мислам дека ние покажавме дека имаме сила да го победиме тој надпревар. А она дали не подцениле Ференцварош, не сакаа ниту да имаат ден одмор во Скопје, значи не сака тоа претходно го спомнав, тие не го планирале својот режим за преноќување во Скопје, одржување на еден тренинг во, можеби тоа е нивната грешка. Не дојдоа во сала тие. До надпревар Не, тие слета они има са поподневен одмор поподневен и дојдоа на надпревар. Од што сакаа да се заштитат, не знам, но дали се плашеле, не знам, некој шпионирање на тренинзи, појма немам тие времиња. Мислам дека не. Сака да се вратат, мисля дека ќе победат, па да одат таму да прославуваат. Веднаш да отидат после. Да, колку убаво што не подсетивте на овие моменти. Спомна дека сте биле како едно, кога ќе видам јас од човек кој што не бил во тимот, кој што само гледал на телевизија кога дете и сега кога размислувам. Будимир, ти, Бујанова, големи ракометарки имаше ево? Сепак некој малце да има, како не знам, знаеме многу супер тимови во минатото и сега се распаѓаат поради тоа, секој гледа сопствена статистика, се. Ќе вас тоа немаш? То сега се гледа, во тоа време не се гледаше толку. Немаше интернет, многу ние сме сретни што немаше интернет, што немаше работи да одма све излегува. Пак ќе се навратиме, сега ќе биде колку величаме, нормално дека ние на тренинг, на игричка, на нешто ќе се испокараме, ќе се испотепаме, затоа што секој сака, нормално. Али исто сме толку свесни дека една без друга не можеме. Џабе ако сум ја добре, а Бујанова ако не ми дава или Будимир ако не дава топки, не е ово поединечен спорт. И мислам дека ние, затоа и викаме цело време фамилија, свативме таа работа дека една без друга не можеме. И дека треба да бидеме како едно, а дека имаше па дома ќе се испокараме. Тоа е сосема нормално, али ужарна борба. И ќе ги тепам сите, пошто јас бев така како една од повозрасни и цело време бев како и да смирам, и да мотивирам, и да ги кренам, али никогаш немаше. Морам да те прашам и тебе слично, пошто ете капитен Гордана Нацева, сите знаеме која беше во цел тој период и доаѓа Луминица Дину на полусезона, најдобрата ролманка во тоа време во светот. Почувствува некој вид на, не знам, ривалство на нешто, ќе го загубиш многуте минути кои што ги имаше, ќе се распореди тоа некако? Не, јас сметам, јас секогаш во текот на постоењето на Кометол и во моето учество во тимот сум имала светски голмани. Значи, да не ги набројуваме, но нема година каде што не сум имала дури и по 2 голмани од светски калибар. Тоа е факт. Дино дојде како засилување, бидејќи тогаш ние го елиминиравме Крим, беше слободна и мислам дека управата направи добар потек тој дел од тимот да го засили. Јас само очекував помош од нејзина страна. Така да воопшто не размислував дека нешто ќе ми загрози, затоа што кога дојде Дину во Ларвик слабо браневме. И она не помогна во Ларвик, но помогна во Скопје. Така да се погоди, тренерите одлучија да стартува она и ете она ја потврди тоа што стартуваше избрани. Јас сум и благодарна што беше дел од тимот. Она дојде за 4 месеци, јас тоа го чекам 10 години, ме разбирате. Па дали она ќе брани, дали она ќе брани или не знам кој ќе влезе да брани, не ме интересира тимот да стане шампион, мислам тоа
Јас тие 10 години сум ги вложила во клубот и повеќе чекајќи шампионска титула, така да и да ми рече играј на бек, јас ќе застанев и ќе играв, мислам тоа нема. Сметам дека таа година кога станавме европски шампиони, веќе бевме многу зрели играчи. Значи голем дел од нас има по 29-30 години. Ние сите тие работи што значат малку скарување, малку повисок тон, она ги поминавме од 26 до 30. И потоа веќе се стабилизиравме и рековме, како да речем, свативме дека атмосферата во спортот, во тимските спортови е исклучително важна. Без добра атмосфера нема успех. И во секоја, дури и во фирма, во компанија, во државен орган, ако нема атмосфера, нема успех. Ние тоа го свативме дека мораме да си ја подобриме атмосферата. Не дека не сме имале проблеми во сооблекувална, но не излегуваше ништо од сооблекувална. Си ги решававме проблемите, недоразбирањата, различните размислувања. Сооблекувалната ни беше, ако беше 10 квадрати. Сега се чудат некои кои ќе влезат, но сме си ги решавале таму. Ние не сме имале една црна дамка во нашите односи што ќе излезе надвор или ќе се препукуваме преку медиуми. Тоа никогаш не било. Сме си решавале меѓу нас. И сметам дека таа добра атмосфера која исто ни помогнаа луѓето од клубот, фамилијата Костовски на некој начин на сите нивни слави, на сите нивни прослави не рачунаа како нивно семејство и кога губевме и кога победувавме ја даваа поддршката. И тие луѓе исто така како и целата јавност заслужуваа да се израдуваат на еден неверојатен успех. Така да мислам тоа го направивме пред се за нас, за нашите фамилии, за нашата држава, за луѓето што ни дадоа поддршка. И ми било чест и сега уште ми е чест што сум била капитен на една таква екипа, на еден таков собир на луѓе кои се сите и ден денеска контактираме, се поддржуваме, си помагаме кај што можеме. Јас сум кажала дека секогаш на таа имам посебно место во срцето за сите тие што сме биле шампиони и можам во животот само да помогнам, а никако да одморам. Да се вратиме малку наназад и на цело тоа чекање и сите проблеми со кои што се соочувавте како дел од комета од Ѓорче Петров. Феноменот наречен Гунар Прокоп. Неговиот театар, суспензијата, тоа финале со Хипо, тие дерби надпревари кои што беа повеќе од ракомет сигурно. Како гледате после толку години на тие времиња, на тоа театар, тоа умирање вокале на Прокоп, таа суспензија и дали во денешно време, колку и да звучи за тоа трагично и лошо, недостигаат личности како Гунар Прокоп за еден спорт? Каков и да е негативен, што и да прави се, он кога ќе размислиш го сака ракометот и се ќе направи за да победи неговиот тим. За таа суспензија на мене добро дојде, јас родив моја ќерка. Така ја користи смати. Фала му на Прокоп. Видете, и салите... Како беше поврзан. Така беше, што да правам. Малку и да се насмееме позитивно. Мислам, и салите беа поинакви, луѓето беа поинакви. Прокоп стварно беше доктор за тие работи. Он не беше само една година. Јас знам дека 8 години поред освојуваше Лига на шампиони. Не е то, све е то наука. Он тоа го свати многу поодавно од овие сега што правиме како стратегии, све. Он имаше стратегија за све. Он ги имаше ракометарки најдобрите, не можда најдобри на папир, али пак ово што кажуваме ние за комета, он ги има така сплотено тамо да бидат, све им даваше, знам дека и они работеа, и после и многу ги имаше од Русија, од Црна Гора, али ги ставаше и пасош им даваше, и беше тогаш и времето распад на Југославија, сите многу работи, али човекот кој ретко кој да сака толку ракомет како он што го сакаше и што вложуваше све, сам кажа кога
беше спремен за тоа, он само чекаше некој нешто да направи, значи он имаше сценарио веќе направено во глава, што да направи, он чекаше една секунда, тоа не беше ништо страшно. Мислам, не требаше тоа да се случи апсолутно, али нашето кале е такво какво е и мало е. Не може да не летне упалјач или запотле или паричка. Не може. Не е Во возможно. тоа време се пушеше во салите, мислам да не се гледавме. Ме разбираш. Али имаше стратегија човекот и само можеме да му кажеме, тоа не беше едно финале за него, не беше едно освојување, знам дека 8 поред имаше освоено Лига шампиони. Тоа не е случајно. Он вија зема титулата, но дали он еден од виновниците, тој инат потоа да се појави кај цел ваш тим за да дојде титулата. Како се чувствуваат, не знам, после тоа финале ви кажуваат Хипо станува шампион, вие може да бидете суспендирани, се дознава клубот. Како успеавте да останете бидејќи не знам, една година во спортот е многу, сега тебе ти се погоди, Не, тука е гад, тука е Трифун и сигурно ве барали и другите големи клубови, тоа секој ќе сака да го искористи. Јас сега ќе се уфрлам, значи тогаш неколку девојки отидоа како позајмица. Тогаш имаше позајмица да играт Лига шампиона, Лариса, не знам кој уште, Вале мислам тогаш отиде исто. Имаше да одат на позајмица, затоа што кај нас не беше толку јако првенство и ќе изгубиме, а на мене Трифун ми се јави, вика, што планираш ти, викам, што ќе кажете? И ете се случи најубаво нешто во мојот живот. Гордана, ти како гледаш на тоа дете? Па јас мислам дека таков лик како Прокоп е и позитивен и негативен во спортот. Позитивен е што он навистина се изменаџира еден супер клуб кај што најде начин како тоа да функционира и да биде европски шампион. Од една Виена која не е ракометна и Австрија која не е ракометна сила. Значи, од друга страна е негативен затоа што имаше многу неспортски испади и не бираше средства, кај него не постои ферплей, тоа многу ме вака разочаруваше дека спортот е сепак ферплей. Не можеш да влезеш во терен и на контра да го сопреш противничкиот играч и да спречиш. Кој се раше најмногу ротепа од вас од тимот? Сигурно има. Не знам, бидејќи рече дека си бил во години каде што и на плаштат и све, сигурно знаеше дека таква атмосфера во салата, каде што кога игравме со Хипо, јас одамна не памтам во поглед на тоа дека имаше енормно многу обезбедување. Само да не се случи нешто несакано. А пак се случи. Но беше голема тагата дека јас се сеќавам кога сепак е финале, заврши неславно. А ако изгубивме, нас медалите не ги дадоа во хотел Турист. Тогашниот генерален секретар или што беше на ЕХФ, Видерер, јас се сеќавам, ни ги даде и јас реков, јас не сум среќна, ви благодарам, јас не сум среќна, ова требаше да ни го дадете на терен. Тоа беше прво финале на Комета. И во фоајето на хотел Турист не ги дадоа медалите. А работиш за тоа, ако можеби кој знаеше дека ние ќе станеме после 2 години шампиони. Да, можеш ова биде најголем успех на целиот ваш тим тој крај. Ако ги добивме во хотелот медалите. Така да друга поврзаност на тој човек со нас е, знаете што, ние ако не отидовме да играме во Хипо, немаше да го знаеме Трифун и да се заинтересира за нас. Првата 94-та, 93-та. Кај што во Скопје победивме, а таму изгубивме, што да ви кажам, боле да не спомнувам. Колку изгубивме. Но во Скопје ги победивме и тоа одекна како... Не бев јас тука, јас дојдов следна година. Да. Тоа одекна како... Ама јас те рачунам како да се бија. Тоа одекна како голема сензација во ракометниот свет. И тогаш господинот Костовски се заинтересирал, не пречека тогаш на реваншот во Виена. Ние во тој период прв пат дознавме за него и за неговиот, и од тогаш настана тој интерес за да вложи во клубот, да не подржи и што се покажа како клучен потек. Така да Виена и Хипо беа вака и позитивни страни за нас. Затоа ја прашав дали на крај он е еден од виновниците за целиот успех на индиректно, да, на македонскиот женски ракомет. Цел тој период почетоците успеа
Трифун Костовски го споменавме многу пати да направи тој еден проект. Ти доаѓаш од Бања Лука, така своевремено си работела и како комерцијалист преку. Колку е променет спортот од тоа време и колку беше тешко, не знам сега да не зборуваме точно детали за суми и пари, но колку бевте платени во тоа време буквално како едни од најдобрите ракометарки во светот, како клуб кој што е стабилен со стабилен спонзор, со се колкава е разликата од тогаш во денешно време? Огромно. Можеш да се живее само од ракомет во тоа време? Па ако играш у клуб, да. Топ клуб, да, инаку Може, тешко. да. Голема е разликата, ама јас се не би менјавал. Јас имав и понуди од Ларвик, од Виборг, тогаш на Данска, али никогаш не сакав да отидам од Македонија, затоа што мислам дека парите се добро да имаш, нормално да си живееш, али и многу други работи, склоп други работи. Ја рецимо, парите не може да плата тоа дека и ден денеска идеме по Скопле, по Македонија, луѓето не познаваат, тука сме фамилија, све, то не може. Не си ти среќен ако имаш пари, среќен си ако имаш луѓето околу себе добри и квалитетни. Тоа е мојата некоја филозофија за животот и ја така и функционирам. Јас сакам да имам луѓе околу себе и да имам нормално за живот. Да не се лажеме. Али голема е разликата сега и тогаш во парите, и мислам дека скокна многу, али и времето беше подруго. И сега е многу све поскапо, некако е, ајде да, у тоа време, ние кога заработувавме и кога живеевме, да кажам, нормално, jer јас кога спомна ти дека работев како комерцијалиста у Србија, у Нови Сад, така беше подредено тоа, работиш и одиш на тренинг. Кога сакав поголеми успеси, у Вождовац кога отидов, тогаш не работев, тогаш бев фокусиран на само на тренинзи. Од Вождовац дојдов тука, тоа веќе станува професионализам. Така да, мислам дека може да се живее нормално. Како се случи Индира Частратовиќ да дојде во Македонија и да остане веќе колку 30 и колку години? 32. 32. Како идеше целото преговори? Како одлучи ти дека сакаш да продолжиш во... Ја не сакав. Ја не сакав, ми се јавува од Комет, али ја не сакав. Тогаш живеевме во Белград, во Вождовац и дојдовме на турнир, Вардар правеше во Расадник и не сместија во студентски дом, Пелагонија. Кисела вода. Пелагонија. Со оние плочки, не знам, да не кажувам, и окей. И у Србија беше криза за тоалетна хартија, за прашоци. Сега е тоа смешно, али не е смешно, затоа што беше ембарго и имаше луѓето не можа... Тежок период, инфлација стравични, и онда не однесоа на Кванташки да купиме тие работи да си понесеме за Србија. И ја од Скопје само видов Пелагонија, Кванташки. И Кванташки. И толку сала Расадник, окей, више салите си знае. И ми се јавуваат од Скопје, вика да дојдеш. Не, каде да дојдеш? Не. Нема шанси. И сопругот мој Зоран вика, ама да разговараш? Не. Jer ја имам таа слика, ја не го знаем Скопјето, ја прв пат дојдов по Скопје и ми покажа тие две работи. Железни бели кревети во Пелагонија, така на спрат. Да, и викам, Тања Медвед тогаш се повреди кукот, па се смеевме, лежаше на кревет, ние се зезавме. Мислам, тоа се работи што то и Кванташки. И Кванташки. Ја тоа го знаев. Прв печаток, што викат секогаш треба да оставиме добар прв печаток, затоа што стварно... И се јавува господин Пања и ја викам, не кем да разговарам со нив. Ама Зоран вика, па разговарам. Не кем ни подразно да разговарам, не ми паѓа на памет. Али беа упорни и многу упорни, да дојде у Белград, се договоривме, дојдов у Скопје, на 2 години потпишав договор и кажав 2 години, окей, пошто јас тогаш од Приедор отидов у Ада, бев 2 години, отидов у Нови Сад 2 години, отидов у Вождовац 2 години, и викам и у Скопје 2 години, па ќе видиме каде среќата. И среќата остана 32 години. Среќата остана, имав шанси да отидам, ама се најдов на себе си, со луѓето, и јас, и не сакав, ово е мој дом сега. Многу зборам и затоа вода само ја пијам. Се радувам што они дојдоа како засилување, мислам. Ти како човек кој што беше тука и кој што ги гледаше работите од прва рака, како ти изгледаше се тоа на почетокот? На крајот
сите стана и репрезентативки на Македонија, Кометал беше репрезентација на Македонија, игравте заедно толку години. Најголемите успеси Македонија ги направи женскиот ракомет баш во периодот на вашата генерација. На почетокот Ѓорче Петров имаше домашни играчи, нели? И формиравме репрезентација. Кога станавме Кометал, веќе амбициите пораснаа. Спонзорот сакаше да направи чекор повеќе, да настапуваме во Европа. И нормално сето тоа и исто така донесување на странски тренери. Јас, освен професорот Радич, не памтам дека во наше време некој македонски тренер не тренирал до 2004-2005. Така да од оваа перспектива мислам дека тоа беше добар потек на клубот. Ние имавме една интернационална постава, имавме интернационален клуб. Јас почнав да разбирам руски, почнав да разбирам нешто романски, ми беше цимер Нарчиса сега што е во извршен комитет на Козма тогаш дојде исто. Козма, значи нешто латински што сум учила и се разбирав и со нив. Едноставно беше таква средина, значи имавме тренер русин, имавме играчи украинки, русинки, србинки, значи многу босанки, да. Значи и сите тие јас посебно респектирам кога некој ќе дое во нашата држава и да го даде својот максимум за државата. И затоа јас Индира си ја рачунам како наша, значи тие луѓе останаа во македонскиот спорт. Голем дел од нив работат со играчи, значи своето искуство, своето сваќање на спортот го пренесуваат, затоа што никој од професионален спортист не можеш да научиш нешто лошо. Тој знае што е дисциплина, посебно од шампион, па тоа е за респект. Тој знае што е дисциплина, тој знае што е пораз, тој знае како да излезе од пораз, што е победа, што е тактика, што е како треба да размислуваш и да се спремаш самиот себе за напред. Така да мислам дека тие луѓе веќе имаат добра основа да бидат добри тренери. Им треба само малку да се, така да сите, поентата ми беше дека сите останаа овде, ја доживуваат Македонија како своја и сакам Македонија да нив ги доживува како своите. Тоа ми е и мислам дека е така и се радувам што таков тренд беше во Кометла. Со тоа успеавме да ја подигнеме и нивото на репрезентација. Никогаш претходно репрезентација не учествувала на големи надпревари. 97 бевме едно пријатно изненадување на светско. Тие 4 години дека бевме во една полна играчка сила, ние постојано учествувавме светски во континуитетот 4-5 години, можда и повеќе. И бевме првите 4 години бевме 7-8, така да тоа се од сега да кажеш дека некој тимски спорт ќе биде 7-6 во Европа. И помалку репрезентација имаше на светски, на европски првенства. И помалку 12 бевме. И на европски и на светски, да. Така да мислам дека од тоа Македонија доби, од нивното вклучување во нашиот тим доби само бенефити и клубот Македонија и државата. Мислам репрезентацијата. Каде се изгуби желбата на народот во Македонија? Ние знаеме дека со нетрпение се чекаа сите надпревари на Кометал, на македонска репрезентација. Ако дете милион пати имам плачено на ваши надпревари, чисто ова да го знаете. Зашто на крај завршуваше најчесто со пораз во некој битен надпрев, посебно репрезентација. Но каде се изгуби тој мотив на народ? Гледаме празни сали, еве, ако направиме споредба после Вардар, кога бевте дел од Вардар кој што играше, не беше таа еуфорија. Многу ќе речат ради машкиот тим, пошто беше машкиот тим квалитетен и се, но мислам дека не беше само тоа проблемот. Кај се изгуби таа желба на народот за спорт? Дали тие дневно-политички случувања што ни се случуваат само политичарите што се звезди број 1 во држава, се некако е оставено на страна, посебно спортот? Велат, нели, публиката во салите ја привлекува резултатот и маркетингот. Резултат немаме врвен резултат во женска конкуренција. И покрај тоа што се прават напори, Ракометната федерација прави напори сега да го анимира женскиот спорт, во многу други градови се организираат, па и салите почнуваат да се полнат, но фали резултат. Фали еден исчекор повеќе зборувам за женскиот тим. Мажите се веќе стабилни учесници
со малку посрекна жребка можеби ќе успееме и подобар пласман, но за женската конкуренција ни фали еден добар резултат, да ни се погоди една година со добри играчи да извадиме, но тоа треба играчите се продуцираат од клубовите. Клубовите сваќањето е како не аматерско, но можам да речам дека оној однос што ние сме го имале како професионален тим, сега не замисли да го спроведеш во некој тим, затоа што нема финансии, спонзорите се повлекуваат, не знам од кои причини, можеби е тешко да се обезбедат плати за нивните вработени, камоли да одвојуваат за спорт, но ретки се тие што инвестираат. Ние со Индира сме тропнале на многу врати за Вардар, не беа отворени вратите сите, така да им благодариме на тие што наоѓаат желба, мотив да дел од својата фирма го вложат во спортот. Значи, мораме да бидеме свесни дека таа бизнес заедница е составен дел од општеството, од спортските резултати и мислам дека треба поголема поддршка, затоа што во женска конкуренција до пред 2 години имавме само еден систем на преварување, 15 клуба, односно така, не беа ни 15, 14 клуба, и тоа, немаше второсте. Сега малку се подигна нивото, па ќе видиме како тоа ќе оди. Но работа, многу работа бара во спортот, многу жртви бара спортот и секако финансиска поддршка. Недостасуваат ли луѓето, например, како Трифун Костовски во спортот во Македонија, кои што знаат дека ќе имаат загуба, но ќе вложат во нешто за да се направи нешто. Пошто гледаме дека се помалку и помалку и ти рече се тропнале на многу врати, дал кој можел, но многу и ве одбиле. Со што и кажа Гоца, кажа дека ништо не може преко ноќ. Треба да се најдат некои стабилни спонзори кои можат, али пак и финанси. Кај нас се сега случуваат и корона, и многу луѓе, бизнисмени размислуваат што ќе биде следна година. Значи, све е некако, сам ти кажа, политичари и целиот свет. Вие се сеќавате корона, кога почна ние не знаевме утре што ќе биде. Добро, ама се да не се лажеме 90-ти, па сигурно Трифун не бил сигурен што ќе се случи. Утре знаеме какви времиња беа на Балканот. Трифун имаше фирма во Австрија. Беше сосема поинако. Па Немаше ништо со Балканот, со Македонија. Така да, подруго е време, треба луѓе да, што само Гоца кажа, треба резултати, ама и треба луѓе да сватат што и како. Јас секој што сум велела во Македонија треба прво услови и потоа да бараме резултати. А кај нас е се некако обратно. Значи, ако се направи инцидентен резултат, тогаш дај да направиме услови. Не, да направиме услови и тогаш од луѓето што ги водат клубовите, од тренерите, од играчите, да бараме резултати. Јас се радувам што таква голема компанија како што е Алкалоид вложува во ракометот. Дај Боже да уште некои така големи компании вложат Еврофарм, значи еви Вардар исто има стабилни спонзори, значи да вложуваат, да не го забораваме женскиот спорт, затоа што без силни жени нема добро општество, без силни спортистки нема успешни утре жени на добри позиции. Така да тие луѓе што водат фирми имаат и керки и внуки треба да ни помогнат во женскиот спорт. Ништо не е страшно, никој не бара седмоцифрени броеви, седмоцифрени износи на суми. Бараме нешто што ќе може да нормално да функционираат клубовите. А кога веќе ќе почнеш да вложуваш и кога ќе дојдат резултатите, тогаш се појавува интереси кај други компании. Да дојде, но тешко е да го почнеш целиот процес. Кога сме да закружиме темата кометал Ѓорче Петров, вистина е тоа дека Трифун Костовски ви купил буби, Volkswagen буби на сите во тој период или не, да сме и што добивте бонус за освојување на титулата? Не, он кажа првата година кога беше со Хипо, ја мислам, ако победите ќе ви купам буби на сите. И не победите. А кога победивте? Бонуси. Бонуси. Да. Ние сме многу благодарни што тој не мотивираше и на тој начин. Некојаш ти кога ќе излезеш на терен не мислиш колку ти е бонусот, тоа го забораваш, но после тоа мислиш кога ќе победиш или ќе изгубиш, знаеш што си добил и што си изгубил. Тој навистина знаеше да не мотивира. Мислам дека имавме од него навистина добри награди. Фамилија, така. Да, имавме награди, благодарни сме за тоа.
основни прашања животни успеавме да решиме преку тоа во тоа време. Мислам дека Кометел беше единствен клуб и во машка и во женска и во сите спортови кој функционираше на професионални основи. Ние од најситните работи, од доктор, ние живеевме на вистина во еден затворен круг. Ние не одевме, доктор ќе дојде дома, ќе не прегледа, храна, Све беше, све да, имавме. се што беше направено во тој период можностите што дава. А ние секоја трудевме операција во Австрија бевме кај доктор Шенк. Да, имавме повреди. Мислам, стварно беше све Така. како фамилија, како за најдобрите. Да, и ти не можеш на таков човек да не му се одложиш и да... Многу прашања уште има. Имам, ќе Ај. збориме, само излегуваат прашања. Паралелно со Кометал растеше и македонската репрезентација, светското првенство 97, Индира најдобар стрелец, потоа бевте препознатливи по македонско девојче што си играше на теренот. Како настана сето тоа, на кој му текна цела таа работа? Па Ишка вика на незе, јас викам па мене во Србија стално ми ја пеа таа песна, ама прв пат си го направивме тоа во Шпанија, во Мадрид. Да. Прв пат. Да. А после на светско После на првенство кога светско. победивме Ама нормално прв пат Данска. во Мадрид, во сред Мадрид со со репрезентацијата на Шпанија победивме и така се пласиравме на светското во Германија 97. Јас еве Ишка нека каже, но живеевме во таа држава кај што македонско девојче беше символ на Македонија. Мене во средно училиште таа ми ја пеа и на матурска. Значи таа песна ни е символ на нас македонците, посебно на македонската жена, да речам. И еве можеби Ишка го стартувала тоа, но точно знам кој момент беше почетокот на прослава на нашите победи со таа песна. Без исклучок и за репрезентација. Да, за Па и за репрезентација Кометал. најмногу. Да, Кометал да, ама за репрезентација. За Кометал си имавме она И секојаш за на она добра загревање. стара времена Таа ни исто беше. беше. Да. Сега Како гледам е- на некои клубови тука Како дали е, тоа е како песната е како е добро видете опет затоа што после казнување Прокоп што ни направи, ние се вративме и направивме чудо и затоа е таа песна и настала пак спонтано. да. Која пушти прв, не знам. Тоа не знам. Не знам. Нема шанси Да. јас На се сетам. загревање ни Да, беше да, пуштена. беше. Не знам. На загревање ни беше И се пуштена. поглед. Потоа секој загревање си ја пуштавме таа песна. Да, а светското првенство прво беше многу емотивно. 97 година не пратија како со тренерки кошаркарски не се сме, не ме гледа ништо. Тренерки кошаркарски сега кога девојчиња ќе кажат дајте ми помал Со- број или с нешто, помал. нас не ни прашува, само ти дават опрема, што ти се фати, нема тука. Сите од тоа време зборувате за тие работи. Дали е тоа некој дополнителен мотив или не знам, Не, така немало беше. разочарување вас, Не, дека па така не се беше. чувствувавте дека не сте доволно ценети од државата која што Не. представуваат. Абе, ние прв пат одевме на светско првенство, прв пат колективен спорт отиде од Македонија на светско првенство. Мене не ми беше битно со што одам. Битно е да одам и да одиме сите. Сега после ние се зезавме за тие работи, али у тој момент никој за тоа ти одиш на едно светско првенство, никој не ни знае. Какви ни Ишка вика кошаркарски. Ма кошаркашки, нема проблем, дај ни нова опрема, само дај ни нова опрема. Па дај да одиме таму. Ние Да, кога се да. појавивме таму, никој не рачунаше на нас. Јас се сеќавам, ја и Вале бевме у соба и ми викат, па ти си за сега најдобар стрелец. Ја викам, ќе видиме. Ти не знаеш затоа што сите те гледат како искачеме Ние на бевме доручак, тотални на ручак, на аутсайдери. вечера, тотални аутсайдери, никој не ни знае вака гледат. Се сеќавам у Берлин или каде беа, после Бриша кога ние не бевме ни ставени Македонија, него не знам која држава, па Данска требаше да Данска продолжи. требаше да Во продолжи, Хамбург. па они веќе напиша Данска, Данска, точно. па после кога ја победивме Данска, Бриши. бриши. Па и навивачите резервирале хотели Да, таму. да, така Сите да ние бевме си стварно бевме и тоа како и освајање Лига шампиона, то никогаш нема да заборавам кога во соблекувална треба да играме со Данска, девојки што ќе правиме, ај само да не се обрукаме, да дадеме максимум, да играме добро. Игравме и у соблекувална Со тогаш соблекувална, дај со малце песна излеговме. со песна излеговме да се мотивираме, затоа што Да. реално никој не очекуваше таквото чудо. И така кога ќе се склопат коцки, и тоа не можеме, тоа никогаш нема да заборавам тоа светското првенство, така емотивно и позитивно и
тогаш и почна и на телевизија, снимање после секој надпревар, тогаш народот некако се осети, затоа што прв пат, ја сега сежам, прв пат после осамостојување на Македонија, прв пат некој колективен спорт излезе со знамето на Македонија. И тоа е нешто што не знам. Не бевме баш свесни дека толку одекнало тука, немаш Да, не информација. беше Тој не замисливо ти да не знаеш на крај на светот што се случува за 3 секунди. Тогаш Па Зоран ми вика, никој вика нема на улици луѓе, сите викам, така зошто ни нема викаат. на, па вика ни свет се Сите станува, гледаат. вика кога играт утакмица, а ние сите да. После кога се вративме тука, кога на плоштад излеговме, да. кога дојде автобус, мислам стварно, Да, јас сега ми од се аеродром, плаче. од аеродром. Од аеродром па до плоштад дојдовме, леле. Тоа беа моменти што не се забораваат. Тоа недостасуваше во тоа време да се направи можеби некој поголем успех. Да не ни се Тренерки, паднеше не знам. Германија. На домашен терен, така. Да не ни се паднеше Германија во четвртфинале. Домакинот. И тука ние немавме шанси поради притисокот, немавме коректно судење, морам да кажам. И многу надпревари имавме, многу малку играчи, ростерот на 12 тима, 12 играчи во тимот, а ние имавме првенството го имавме со 7-8 играчи го цело првенство. Една соба беше само за инфузии и за освежување но мислам дека ќе најдевме сили ако не ни се паднеше Германија. Германија мораше да игра полуфинале. Ние во четвртфинале налетавме на Неза и тука беше, потоа се боревме со Романија за седмо. Бевте дел и од ЖРК Вардар, неколку Final Four на крај среќа да не достигаше за нова титула за македонскиот женски ракомет. Тоа беше еден тим направен, All-Star тим кој што требаше да освои титулата со малку македонски ракометарки, но имаше квалитет и беше блиску. Што недостасуваше? Дали недостасуваше можеби реванш во Скопје во ваше време за титула? Да заокружите и како дел од Вардарите, ти како тренер и како играч да имаш титула. Да, би било убаво. Па и тоа беше убаво време, да ви кажам, и убави моменти, али пак се враќаме на оно со Кометал, требаше нешто да дојде некој, имаше играчи, ние стварно имавме перфектни играчи и све, али Final Four што викаме, јас секогаш и Гоца тоа вика, можда да сме играли у Скопје, сигурно би освоили Лига шампион. Со Вардар. Да, беше во... Право да ви кажам, одговорот на тоа прашање не го знам. Дали среќа ни фалеше, дали на две Дали години тој Кометал имаше нешто што му недостасуваше на овој Вардар? Кај ракометарки, кај не знам. Друго време беше, не знам. Вардар имаше Dream Team, Вардар кога се поделува играчите меѓу себе, она кој ги поделеше во среда да играат меѓу себе, тоа е полуфинале. Тоа е полуфинале на Лига на шампиони. Значи имаа се. И имавме се. На некои надпревари ни фалеше гол само. Да. Кога беше, ја и ти седевме горе, на Берамовски, ние победуваме. Јас и велам на Берамовска, спушти се долу, спушти се долу да славиш со екипата, до спуштање на долу, ние ја губиме утакмицата. Да. Значи, Тоа се у спортот јас тие реков, некои... ако треба да биде, ќе биде, дека сакавме после Кометал и во овој проект да станеме шампиони. Јас бев претседател на клубот, Индира тренер и сакавме да уште еднаш го почувствуваме тоа, ако не сме директно на терен, но бевме во клубот. Не успеавме. Толку финали, толку Final Four еден тим, не знам дали направил во континуитет, за жал не успеавме. Едноставно не се стигна до таа врвна цел. И се задоволивме со две сребрени, значи две финали. Така да тоа е тоа што во претходниот дел од разговорот го кажав. Многу поголеми проекти не успеале. Еве Веспрем ја Веспрем го спомена. Пари Сен-Жермен, не Веспрем, Пари Сен-Жермен, кој најмногу пари има и најдобри играчи, али нешто треба да се склопат. Јас стално со Ишка се смеам. Јас кога бев Па еден Гер колку години чекаше да освои титула во Лига на шампиони, па потоа ги заредија иначе. Знаете кај е проблемот што не освоивме титула? Јас си зацртав дека Вардар ќе стане шампион. Тоа си го зацртав. Реков, ете кој е видно. Ама не. Сега ова е малиот проблем. Јас не кажав ЖРК.
Тука. А два пати станавме со мажите што не ги планираа Значи, да го станат. цепто, Значи, го цекрива. јас си зацрав сеја со Вардар да станеме шампиони. Тоа ми е целта. Ама не реков жрк. И Вардар стана шампион мажите. Два пати. Два пати. Ако. Како ти како тренерите, колкав е притисокот, имаш реално All-Star тим во своите редови, а сите знаеме дека не е лесно да се освои било каков тим да имаш. Колку притисокот беше голем во тоа време или беше малку помал бидејќи мажите беа тука, па јавноста поише беше насочена кон тоа? Не, мажите тогаш не беа толку колку мажите почнува. Почнува. Да. Беше голем притисок. Од сите страни беше притисок. Почнувајќи јас сама себе, па и од сите, од јавноста, од управа, од играчи имаш, треба тоа све да се склопи. 16, уствари 18 жени на едно место. Много е, али цело време нешто ни фалеше на тој Final Four. Кога ќе отидеме од Скопје, некако склопување и среќата. Јас секогаш викам во животот работа, среќа треба да се најдеш у право време на право место, затоа што има луѓе што многу работат, а некако не може да дојдат до своето, што Гоца кажа на почетокот, дека многу добри играчи имаше и има, па никогаш не освоја Лига шампиони, значи и таа среќа треба некако, и тоа е еден дел од нас, не само од спортот, него и во животот. Мислам дека ни фалеше таа мала среќа. Да, немам што да... Фала на поддршка. Јас сватив колку е тежок тој тренерски занет, како да речам, но колку е клучна таа улога во тимот. Но постојано бев во периодот кога Индира го презеде Вардар да го тренира, скоро секој ден после работа доаѓав на тренинг. Но сватив кога беше најтешко кога изгубивме првата година и јас се симнувам во 6,5 сат, ја гледам незе како пуши надвор, разочарана, неспиена. Си реков, ова е многу тешко да го издржи човек. Но убаво што, мислам, малку и фалеше на незе да го постигне тој успех и таа беше прва година кога, да, малку фалеше. Сега, дали сме имали коректно судење, не навлегуваме, јас и Индира тоа го ставаме секојаш во втор план, прво гледаме кај нас кои ни се грешките и слабостите. Плюс ако некој е навикнат на некоректно судење. Да. Слушав едно интервју на еден голем бизнисмен од странска компанија, он рече, се едуцирав, работев многу све, но што ви беше најважно за се? Па среќата. Да, за секаде, јас мислам за се во животот треба и малку среќа. Многу блиску бевме до тоа. Тогаш свати дека многу е потешко да си тренер него спортист. Не тогаш, што се знае. Видете луѓе, ние кога гледаме од фотелја, кога гледаме, многу е лесно. На све мора да се мисли. Кога сум играч и искачам и ако не играм добро, тренерот ќе каже дојди седни. Да си. А кога си тренерот, ти мора да знаеш сите работи, мора да знаеш за своите какви се, мора да знаеш за противникот, мораш да знаеш и судии кои ти судат. Значи, многу работи треба да се вклопат и многу работи треба да вклопиш како тренер. Јас само ќе кажам, тренерска работа, то тврдам, е многу тешка физичка работа и психичка. Тоа е ние што мислиме, па што е на тренерот. Секогаш јас себе никогаш не дозволувам да кажувам што е на тренерот, не кем затоа што поминав тоа. Тоа е многу тешко jer он најдобро знае што во моментот можеш ти, што во моментот може Гордана, а што противник може. Мислам дека треба тука малце да им дадеме поддршка на тренерите и да се едуцираме сите тренери, сега не ја, него тренери. Мислам дека треба многу труд, многу работа, ама дека е многу тешка физичка и психичка работа. Двете се уште сте од ракометот, раќе сте во ракометот во Македонија, Индира е дел од ракометната федерација кај што ево за женскиот ракомет посветена, ти си се уште дел од ЖРК Вардар. Кој е проектот, која е тајната, како да го вратиме женскиот ракомет таму кај што му е место? Години назад се зборува за некој нов проект да се направи клуб репрезентација, но некако се
почнуваат муабети, се слушаат, но никако да се случи такво нешто. Што е подобро за нашите млади ракометарки тука да останат подолго време да играат или да заминат млади во странство, бидејќи гледаме и така има повеќе негативни примери него позитивни. Девојчана е за тие работи. Јас мислам дека е потребна работа, сериозна работа уште во најмладите категории. Нас тоа ни фали. Мислам дека недобрите тренери треба да бидат тренерите во младинските и во кадетските категории. Ова, извини што те прекидам, со сите го разговарам. Имаме ли доволно квалитетни тренери во ракометот, посебно во женскиот ракомет? Дали не недостасува поголема стручност кај тренерите и повеќе работа и вложување во ракометот? Ние имаме тренери, но мислам дека и на тие тренери им треба поддршка и верба во нив, затоа што како што се развива еден играч, така се развива и тренерот. Тој не може од старт да дојде, освен тие што се тренери светски имиња, па и тој да дојде во Вардар сега, жени нема ништо да направи. Ќе промени одредени работи, но не може да направи магија. Така да мислам дека на нашите тренери им фали да им дадеме доверба, да им дадеме услови. Сите наши тренери работат и друга работа. Ти кога работиш друга работа, нема шанси да бидеш посветен 24 часа на ден на ракометот. Мораш да се посветиш и на таа другата работа. А тренерот, за мене прав тренер е што мисли секој ден, цел ден на ракомет. Тренерите со кои сме биле шампиони, така Саша Панов знаеш дека како беше. За секој тренинг, јас ќе го прашам, немаше лаптопови, тоа ќе извади тетратката, ќе каже, на овој ден ова не си го сработил, ова не беше добро, ова не. Значи, но сметам дека за покренување, тоа беше прашањето, на женскиот ракомет потребно е клубови кои ќе работиме сериозно, ќе имаме сериозен пристап, ќе ги обучуваме децата како што треба на вистински вредности спортски и технички да ги обучуваме за ракомет. Сметам дека тоа е перспективата. Не велам дека не се трудат сите клубови, кубурат со средства. Сите играме со младински, кадетски генерации во сениорските. Значи, еве сега има клубови кои донесуваат играчи од странство, можеби ќе се подигне квалитетот, стануваат дерби надпревари. Верувам во тоа дека сега овој систем што е 2 лиги, дека ќе се подигне квалитетот и во женскиот ракомет, дека со тоа ќе подобриме репрезентацијата. Но јас мислам, од мали категории работа на тренери посветени на тие, да им дадеме на тренерите да можат да живеат од тоа и да ни дадат резултат, да ни продуцираат играчи. Ние 20 години еден играч имаме во Лига на шампиони. Тоа треба се замислиме сите зошто е така. Јас мислам дека во спортот не трпи не работа и посветеност, не. Мислам дека треба многу повеќе од тоа што сме платени и од тоа што тренерите мислат дека треба да го сработат. Се нервирате кога гледате репрезентација си во моментов? Види, секој спортиста нормално е кога одам на надпревар дека и се нервирам и сум срекна и позитивна и мислам дека можеме и повеќе и дека тоа е, али сега женскиот спорт сега почна федерација малце повеќе. Ние сега прв пат имаме пионирска репрезентација, ние прв пат имаме и кадетки да беа на европско првенство, значи нешто почнува што гоцато кажува цело време од мали. Ние сакаме одма овие да бидат у сениорска репрезентација. Мора да се помине еден процес, децата да знаат. Ние сега бевме на медитерански игри во Косово за девојчиња 2010-то. Верувајте ми, доаѓам со овие од Хрватска, од Словенија, они викат ние сме веќе трета, четврта година, сега ние ги подготвуваме за... Значи ние пак доцниме со се. Мислам дека треба еден процес, треба трпение, затоа што ние одма сакаме преко ноќ, зашто нашите кадетки или не знам кој не освои нешто, затоа што овие вамо веќе работат долги низ години. Верувајте, дојдовме сега само кратко и дојдовме на Косово и Словачка и ми викат од Словачка тренерот ми фала 2. Па кај ти се? Па у Гер не ги пуштат сега на медитеранско затоа што они веќе, а Словачка женска репрезентација освои прошлата година
европско у Црна Гора за кадетки, значи се работи системски. Они викат, ние имаме систем како со младите и вложување многу во млади категории, многу средства. Тоа е уствари поента да имат што повеќе тренинзи, што повеќе надпревари и квалитетни тренинзи. Јас мислам дека има перспектива, женскиот ракомет има поддршка сега. Пионерските формирањето на тие категории дава за право да се надеваме дека тие девојчиња ќе бидат ставени во тој циклус на подготовка за сениорки. Што е уште поважно тука? Што тие девојчиња, што сега се пионерки, најмладата категорија за која имаме формирано репрезентација, тие во клуб дојдоа полни со себе дека се репрезентативки на Македонија. Ти им даваш на нив надеж, ти им даваш на нив мотив да продолжат, а не да се откажат при првиот проблем со школо или при првиот неуспех во екипата. Значи, тоа е поентата на тие млади категории. Таа репрезентативка си вели, па јас наредната година можам да влезам во кадетска. Од кадетска ова вели, па јас ќе бидам во младинска или во сениорска. Тоа е мотивот. Не само што сме формирале и да не обесхрабрува, бидејќи бевме заедно, блиску беше тука Приштина, отидовме на медитеранските со Индира, ние бевме присутни таму. Претходно не сме ни биле присутни. Ние бевме таму присутни и тие девојчиња да, губеа, победивме нешто, но доста изгубивме. Тоа не треба ниту нив, ниту нас, ниту јавноста да не обесхрабрува. Ништо не бидува преку ноќ, но се поставуваат добри темели и мислам дека ќе имаме резултат. Федерација сега стварно има добри темели, ние сега се работи многу со млади категории и си одат и машки и женски и на медитерански и на европски, и значи се имат и турнири, доаѓаат и сега ќе сакаме да правиме и помали пионерки, значи да има еден процес да се почне од нешто и да се, што го вика тие девојки, да се осетат битни. Важни. Не секош давала федерацијата и низ годините давала поддршка, но еве сега има еден момент каде што се формираат тие селекции, мислам дека е добро. Ви благодарам и на двете, ви посакувам многу среќа во тоа што работите во моментов, бидејќи секој успех на женскиот ракомет во Македонија мора да има Гордана Нацева и Индира Кастратовиќ. Се надевам дека ќе има подобри времења за женскиот ракомет, дека повторно ќе се радуваме, дека репрезентацијата ќе почне да игра подобро, ќе одиме на големи надпреварувања и ќе се врати целата еуфорија поврзана со женскиот ракомет. Благодариме многу на поканата. Ви благодарам и на вас што не гледавте овој пат. Ве поздравувам и се гледаме во следна емисија. Поздрав, чао.